без да должам многу. Горијан, сцената е твоја, повели. Фала те многу, Вилијам. Садам дека добро се слушаме, во случај да нешто има супер. проблеми, се разбира кога било. Добро вечер на сите и фала ви многу за присуството. Се надам дека вечер ќе имаме многу корисна и интерактивна сесија, така што ќе научиме многу работи за што нуди Data Science и дали е вистина кариера за мене. Како што кажа Вилијам, многу накратко уште малку за мене. Имам искуство позадина во индустрија, академија, имам баш магистрирано на тематикава и моментално и во суштина терам докторат во полето. Па може да почнеме формално со нашата презентација днеска. Ќе зборуваме за неколку точки, накратко чисто само да видиме што во суштина се ќе добиете или ќе разјасниме низ текот на презентацијава и на вебинарот. Најпрво и основно ќе дефинираме што е Data Science како поле и што во суштина може ние да очекуваме од него и да правиме со него. Потоа кога ќе веќе знаеме за тие што се разбира првпат доаѓаат во контакт со полето или макар и веќе чуле нешто за полето, ама сакаат да знаат малку повеќе, ќе видиме како расте Data Science и во суштина што како поле нуди од аспект на распространост, да кажам, или во суштина од аспект на секој момент на влегување во реалниот свет. После тоа ќе видиме популарноста на пазарот и проспекти за иднина, бидејќи се разбира сакаме да градиме кариера, така да ќе видиме што точно и како изгледа моменталната состојба на пазарот и што ние може да очекуваме како, да речам, во суштина идни Data Scientists или сеедно во кое било поле што ќе ги видиме сите едно по едно во Data Science. На крајот се разбира, мислам, пред крајот, тоест, ќе фатиме да видиме што треба да направи еден човек или една фирма или едно поле за да се адаптира кон денешниот свет на податоци. Значи како да се адаптираме во Data Science како поединци, како фирми или како дури полиња или институции и зошто на тоа е толку многу релевантно и како се движи идејата кон тоа. И на крајот да допреме до тематиката зошто, тоест дали е Data Science за мене. Што се надам дека ќе биде за многу од вас да речем директно применливо. Прво и основно, како што рековме, сакаме да разјасниме што е Data Science. Претпоставам дека многу голем дел од вас сте чуле за Data Science, макар и да не во некој длабок детал, сте разбрали или сте слушнале дека е кариера што е баш буминг или нова или стежа, што се работи со податоци и можеби малце дури сте чуле дека е тешка или дека е да речам многу базирана врз математика или многу базирана врз статистика или некој така малце застрашувачки факт за самото поле. Тоа е само еден аспект на што во суштина е Data Science. Но побитно од се, пред да ги да речам разјасниме тие митови или чести перцепции за самото поле Data Science, сакам да ја објаснам што е самата поента на Data Science, бидејќи не е за мене или за некој било во полето, не е за мене Data Science што конкретно јас имам во најмал технички детал, туку што е целата поента. Сепак сакаме да градиме кариера, сакаме да видиме во полето од аспект на креирање на некој вредност, да кажам, или креирање на портфолио или што и да е, ама тоа треба да има цел. Сега, ова многу честа, да речем, пирамида, knowledge pyramid или DITF, исто се нарекува пирамида, каде што објаснува како еден податок од момент на колекција стигнува до примена. На најдолниот дел гледаме дека имаме едноставен податок. Тој податок е црвено. Значи, толку. Податок сам на себе си, тоест сам по себе си, не значи ништо вон никакво, да кажам, информационен контекст или па дури и контекст на знаење. Ако ние видиме црвено, тоа за нас е црвено. Тоа е факт. Тоа е дата, тоа е податок. Информација веќе му дава некое значење на тој податок. Сега, тоа значење може да биде, се разбира, апсолутно, релативно, или може да биде едноставно значење што е од нечија перспектива или нечија аспект. Конкретно пример, да се поврземе на тематиката црвено, тоест на податокот пред нас, значење може да биде јужниот семафор на улицата Партизанска Рузвелтова светна црвен. И тоа е информација. Тоа веќе не е стимуланс или податок, тука веќе информација што нас не кажува нешто повеќе и нешто поприменливо. Наредниот чекор е знаење. Бидејќи разликата од информација до знаење е во кој контекст ние ќе примениме оваа информација. Конкретно контекстот е семафорот кон кој се движам светна црвен. Значи веќе да збидеме во што, тоест контекст или во што свет се случува оваа информација. И на крајот
wisdom или мудрост да кажеме на македонски, би било примената на ова знаење. Треба да застанам мојата кола или колата или што и да е што возам, зошто бидејќи светлото што е пред мене на кое што се движам јас е црвено. И тоа мене ми сигнализира нешто. Сега, од најниско ниво на податок до највисоко ниво на мудрост е целото поле на Data Science. Во превод, Data Science се бави со собирање, процесирање, менаџирање и се разбира извлекување на нови информации, знаење и мудрост од чисти податоци, така што ќе има директна примена врз проблем или врз светот. Значи не станува збор за, да речем, теоретска математика, туку станува збор за буквално примена во најреален свет, каде што ние ќе имаме ефект од тоа што ние сме го дознали. Не се разбира, ако е во machine learning, по-конкретно ќе биде тоа автоматски. Но целата поента е ние да стигнеме до некој момент на применливо знаење. И се разбира, ден денес знаеме дека имаме многу податоци на секој можен чекор и сите тие моменти не можеме едноставно да ги испроцесираме преку интуиција или преку некое, да кажам, искуство. Така да во денешно време, тоест, се повеќе се базираат овие одлуки, што се човечки невозможни да се направат, врз Data Science или machine learning, математика, статистика и сите други елементи кои што навлегуваат во ова поле. Така да се навратиме малце на тие први, да речем, мисконцепции или митови што сме ги чуле за Data Science. Ако некој мисли дека Data Science е поле каде што само работиме со математика, тоа не е точно. Тоа се работи конкретно во контекст на проблем, каде што стигаме од податок до применливо знаење на крајот. Исто така, ако некој мисконцепција дека тоа е тешко, тоа се разбира зависи дали сме ние во контекстот на влезени на Data Science или едноставно не знаеме доволно за полето, за да кажеме дека е лесно, тешко, е за мене, не е за мене или еднината. Значи се разбира тие генерални, да речем, мали предрасуди, се момент на според мене мискомуникација. Така да Data Science е многу повеќе од тоа што во суштина е на најниско ниво. Има многу повисока цел од што би имале ние, да речем, во реалниот свет. Сега, како чист пример каде се сака да се користи Data Science, тоа може да фати од полења во да речеме биомедицина, може да фати полења во реалниот свет, во социјални мрежи, во маркетинг, во инженеринг, во чиста математика, па дури во моменти на социологија или на филозофија или момент на да речем филозофски или филолошки моменти, тоест полења, каде што некој елемент од Data Science ќе биде применет. Денешниот свет не можеме да го замислиме во никое поле без Data Science, бидејќи тоа е толку опширно поле и толку распространето, толку детално поле, така што јас мислам дека секој аспект од денешниот живот може да биде подобрен или едноставно донесен на повисоко ниво со помош на Data Science. Без разлика кој е подполе на самото Data Science поле. Така да тоа многу, да речем, природно ме носи до прашањето, па вистина, ако толку многу распространето, да видиме како пораснало. Од кога е вака? Бидејќи ова е нешто што не постојало пред 15, 20, 30, 40 години. Не е поле што спонтано преку ноќ се појави, ама па од друга страна не е ни поле што, да речем, никогаш не постојало и не е нешто што е ново и несигурно, туку е врз база на сите досегашни искуства дојдено до овај момент на распространетост. Сега, ако ние отвориме Google Trends, што е еден од најпознатите сајтови за што усади луѓето бараат или те веруваат на Google, тоа значи буквално јас седнувам на тастатура и пишувам Data Science или некој keyword и тоа прати јас во суштина, тоест анонимно, јас во суштина што барам и ми ги агрегира вакви статистики. Овој граф е многу едноставен за читање. Гледаме дека од 2004 година, од кога почна на Google да ги прават овие аналитики, пополека полето да речеме дека е приближно релативно непопуларно. Околу 2014 година станува еден, да кажам, зачеток на самото поле, каде што сите тие тематики што досега биле само теоретски, пополека се претекуваат во нашиот практичен свет. Така што околу 2014 година, и конкретно има специфични дури и научници и трудови што тоа го возможиле, стигнуваме до момент на теоријата станува пракса и станува ново поле, цели нови академски траки се отворени, луѓето почнуваат да студираат, да магистрираат, да учат, да работат во Data Science, а не само да е еден мал скил од, да речем, полето на статистика или математика или програмирање, се едно во што и да сакаме да категоризираме. Туку станува свое уникатно поле и се повеќе расте како што професионалниот свет или да речеме дури и генералната публика, секојдневниот човек сваќа дека Data Science е се повеќе
применливо. А не само во тие најконкретни, да речем, моменти, тоест полиња каде што досега до 2014 година имало некоја примена. И гледаме веќе 2015 од почетокот почнува многу нагло да расте и од почетокот, да кажем, на последните 2 години или година дена има експлозивен бум и раст на data science. Сигурно сте чуле нонстоп на TimeMaker или на кој било news портал, на Reddit, на Twitter, кај било, дека нонстоп гледате Tesla self-driving car или имаме автоматизација во полето и како полека и полека некои, да речеме, полиња стануваат автоматизирани, подобрени, поефикасни и веќе претекуваме во момент на data science да е збор или терминологија што секој го знае, а не само научниците или физичарите или математичарите во полето што го работат. Туку веќе станува секојдневен термин и секојдневна кариера, каде што имаме отвореност на можности за работа и за навлегување во различни проекти. Така што веќе почнуваат луѓето и фирмите да размислуваат, гледам што се случува во полето, можеби веќе време е јас да го применам тоа. Јас гледам тука многу потенцијал, дали на вистина јас правам пропуст што не сум се едуцирал себе си за data science или не сум се едуцирал за тоа што може, што не може и се разбира што јас можам да употребам во мојот проблем. Така да се повеќе се крива таа свеста и диференцијација во самото поле и се стигнува до момент на многу голем практичен удар во секој можен домен, да кажам. Сега, кога зборуваме за кариери, досега чисто зборувавме за data science. Јас имам, се разбирам, некои генерални замисли за како изгледа data science, но се повеќе се диференцира самото поле. Веќе стигнуваме до момент каде што data scientist е една многу широка и генерална работа, тој се разбира динамична и постои како кариера, но повеќе фирмите веќе разлабочуваат и општо полињата разлабочуваат и размислуваат што конкретно треба да се направи еден, да речем, data scientist во нивната позиција. Бидејќи една работа јас да седнам и да знам 40 различни тематики перфектно и да сум буквално еден човек што ќе држи проект, ама се разбира тоа е нереалистично и тешко за доведување во реален свет. Заради тоа полека се диференцира полето и стигнуваме до момент на нови подкатегории, подполиња во самата data science кариера. Сега data scientist се уште постои, бидејќи јас работам во стартап и во мала фирма, јас се водам како data scientist, бидејќи правам една многу работи што се, да речеме, во цел тек на проект, така да не сум специализиран за баш еден сегмент, туку се во проектот се бавам, но сум бил во многу позиции каде што сум бил конкретно фиксно врзан на еден специфичен аспект од полето data science. Најголеми три примери покрај data scientist, нешто data analyst или business analyst. Тоа е во суштина поле каде што најголемиот дел од работата се сведува на анализирање и извлекување информации со цел на носење одлука од поле, бизнис, проект или кој било елемент на некој, да речем, бизнис или проект, во суштина концепција. Така да data analyst е многу поврзана со одлуки и поврзана со комуницирање на тие одлуки со колеги што се можеби во друго поле. Така што еден data analyst можеби не е експерт во биологија, но тој работи во фирма за правење на лекови, во фармацевско поле. Така што доколку некој е со една позадина, тоа значи дека тој треба да искомуницира и да анализира потоци со колеги што се потенцијално во друга позадина. Така да динамиката на полето останува многу, да речам, активна и жива. Од друга страна, ако повеќе не интересира инженерство и повеќе не интересира програмирање и градење софтвер, се разбира имаме и елемент на machine learning, тоест поле на machine learning engineer. Што значи тоа? Тоа е најтехничката позиција од сите овие што се тука спомнати, каде што целта на тој инженер е ескалирање на продуктот во реалниот свет на најробустен начин. Што значи тоа? Дека мојот machine learning или data science проект треба да работи подеднакво брзо за 5 луѓе наеднаш и за 5000 луѓе наеднаш, па за 5 милиони луѓе наеднаш. Се разбира, зависи од контекстот на фирмата, но на крајот на денот се сведува на инженерска позиција што е многу налик на software development со многу големи елементи на machine learning. Тоест, ние правиме софтвер чија основна цел machine learning и затоа баш полето така и се вика. И последната, да кажам, честа или најдиференцирана под поле или под да речеме дисциплина во data science е data engineer, каде што самиот инженер се бави со менеджирање, складирање, трансформација, читање
и општо механизми за обработка на податоците што ние ги користиме секојдневно. Бидејќи ние како data scientist или како поле во data science сме безкорисни без податоци. И мора да кажеме ги имаме сите податоци на располагање и полека почнуваме во надlegуваме во самото во самиот, речем, проект со извлекување на знаења, информации и одлуки од тие податоци. Така да сите овие се многу, да речем, круцијални или суштински позиции во едно data science поле, но преминување или диференцирање од една во друга се прави, да речем, со директен труд. И не е момент каде што некој мисли дека јас сум или не сум за таа позиција. Сето тоа е едноставно прашање на што мене ме интересира и што сакам да постигнем како цел. Така да самите полиња се многу испреплетени и многу често дури и инженери што работат во полето се дури често мискласифицирани или мискатегоризирани како нешто што не се, иако тие во суштина го прават сето тоа во позадина. Така да има многу кариери и многу потенцијални проспекти за да се работи во data science. Не е само една тематика. Тоа се наврзува многу добро со тоа каде физички или конкретно јас би работел data science. Сега некој би помислил дека пред 2014 година претежно се во академии, во големи фирми, но ден денес се помали и по да речем фирми поврзани на не data science домени инкорпорираат или користат елементи од data science за да го подобрат својот бизнис. Така да прашањето на индустрија или академија е отворено. Ако сакате да се насочите кон наука и да продолжите со формално образование во полето, тоа е опција. Ако сакате да е во индустрија и да го примените знаењето на специфичен проблем, и тоа е опција. Во основа на тоа, дали сакам да работам со големи или мали тимови, се разбира дека од пораните години фирми како Google, Facebook или сега Meta, Microsoft, Amazon работеле се повеќе и повеќе со data science бидејќи било недиференцирано поле, но ден денес фирми дури со 5 работени работат data science. Цели стартапи добиваат огромни грантови на суми за да отворат фирма што ќе има најголем удар во data science или ќе биде примерно data driven фирма, значи ќе работи со податоци, а не со карикирам градење на софтвери или што и да е друго, туку конкретно со податоци. Како што досега спомнавме во претходниот слайд, дали ќе имаме аналитичка, теоретска, инженерска или оперативна позиција, зависи од што нас интересира. Ако сакаме оперативна, одиме во data analyst, каде што комуницираме со се разбира работени или колеги што работат со одлуки, значи оперативни сме во тој елемент. Аналитичка повеќе станува збор за аналисти, макар и за data scientist, каде што повторно ние комуницираме, но анализираме податоци и не генерираме некој, да кажам, активни продукти, туку истражуваме што е најдобро за како насока. Или инженерска, каде што веќе знаеме што е креирано и ние треба да го направиме да работи сегде и секаде. Сите овие елементи се, да речем, кариери во data science. И без разлика на тоа дали сум А, Б или С позиција, јас можам комотно да кажам дека сум data scientist или работам во полето на data science. И се разбира најинтересниот момент, барем за мене, од целата динамика или можности во data science, буквално кој било домен во data science може да работи во, да речем, да даде елементи или да искористи елементи на data science. Што значи дека дали би сум биологија, хемија, историја, социологија, филозофија, јас можам да работам, тоест полето или проектот може да придонесе да добие многу добри насоки или бенефити или физички конкретни проекти што би го напреднало полето баш во тој домен. Така да не е поврзано за еден домен. Не е како да само математичари го прават тоа. Туку сите го прават тоа. Не знам секој што се разбира има потреба во проектот да го прави тоа. Ова ме доведува до практичен елемент на како стои поборувачката во пазарот. Сега знаеме што е data science, знаеме кои се потенцијални кариери од аспект на интереси, значи што нас не интересира. Сега да видиме како ние би се справиле со реалниот свет, со, да речем, проспекти. Data science е поле што е надпросечно се разбира платено, бидејќи станува збор за поле што е токму во домен на наука, на инженеринг, на поврзување на многу домени наеднаш. И како и тоа последично имаме повисоки, да речеме, почетни или макар и средински плати. Така што тоа што беше полето software development пред 20, 40 или 30 години кога се диференцираше и кога стана популарно и ударно на секојдневниот човек, тоа е data science сега. И тоа е многу битен момент. Сега data science се уште не е достигнат до тој пик на раст, туку се уште имаме експлозивен раст во самото поле, така што проекцијата дека се повеќе ќе расти и се повеќе ќе се трансформира во да речем возрасно, постаро, поизрасното поле.
И со тоа се разбира и можности и плати, а и се разбира и уникатни ситуации кај што може да работиме во Data Science, ќе се повеќе појавуваат и да речеме зацементираат како основни позиции дури во големи фирми, кај што без тоа веќе не може да постои фирма. Така да на странски пазар има многу интересни платформи каде што ден денес се бараат позиции и работени. На странски пазар најчесто бруто почетничка позиција е од прилика 2000 до 2500-3000 евра почетна. Така што уште самиот почеток имаме надпросечна, да кажам, перспектива или проспект заедно. Додека средна позиција веќе навлегува во високи да речем скоро 10 или над 8 и нешто евра месечно бруто. Во македонскиот пазар се разбира, да не гледаме глобални статистики, во македонскиот пазар најчесто почетна позиција е отприлика од 650 до 700, што е сепак високо над просечната плата во однос на джуниорска позиција, значи најосновна, ама тука збориме за нето. Значи разликата меѓу А и Б, тоест 1 и 2 е тоа што данок ни седи на првата позиција, да не се лажиме, но интернационални пазари имаат тенденција да публикуваат во бруто. Додека средната позиција во Македонија е 2000 и згора евра нето, и до тоа збориме за средната позиција со години 3-4 искуство, а не со 10 или 15 или 30. Најголемата, да речем, интересна точка е што имаат многу ремонт култура во оваа поле. Јас лично, пример, како data scientist, јас работам за странска фирма, што не ми има тука, да речем, ни канцеларија физичка. Така што сега што правам е од ремонт карактер. Работам за да сработам, а не за некој да ме гледа над главата и да ми кажи ова го заборев, ова го направи. Туку работам во позиција каде што сум ремонт и каде што најбитно е да се заврши тоа што е за целта, а не да се преправаме дека работиме како во некои други полиња или да седнеме дека тука седиме 10 сати, па сум завршил работа во наводници. Но ова многу голем бенефит за нас, заради две конкретни работи. Една ефикасност, докажано дека поефикасни се тимовите што се барем делно ремонт, и најбитно од се, ние сме изложени на странски пазари стандарди. Тоа значи дека ако јас или ти или кој да е како поединец добар во полето data science, дека тој нема да биде конкурентен на македонски пазар, тој е конкурентен на светски пазар. Бидејќи јас ако аплицирам во некоја фирма и видам дека јас сум супер како кандидат и дека немаат подобар од мене во пайплайн или од кој да аплицира заедно, тоа значи дека ние удираме момент на нас не интересира како фирма кај да работите, дали сте Македонија, Америка, Европа, Азија, заедно, нас не интересира што нудиш за нас. И ако ти нудиш за нас нешто што ние го сметаме дека е многу ценето, се разбира и ние ќе ти нудиме тебе нешто што е многу ценето, значи повисока плата или повисоки обврски, повисоки можности за раст. И ден денес веќе тој концепт на јас сум во локален пазар изумира кај овие полиња во IT, особено data science. Бидејќи data science е, како што кажав, експлозивно расте и кадрот е редок. Добар кадар е многу редок. Така да нашата, да речам, нашиот таван и нашиот врвен достиг во полето е многу отворен и динамичен, бидејќи многу помалку луѓе се, да кажам, издиференцирани него што други полиња во софтвер. Така што ние имаме многу потенцијал и моменти да научиме за да станеме се подобри и да достигнеме до нашата, да кажам, најидеална позиција во кариерата. Така да странскиот пазар ни отвара секакви можности и стандарди и работа на интересни проекти, на мали, на големи фирми, на стартапи, академии, магистерски докторати и сите други тематики што може да ги замислите во data science. Од тука веќе збораме многу често за како да се адаптираме тоест за data science. И сега тука би сакал малку повеќе да зборувам не за како да се адаптираме физички како поединци, тоа ќе видиме малку подоцна, туку сакам да се дефинираме, тоест да дефинираме што значи едно поле, една фирма, макар и поединец, да се адаптира во data science. Ова е многу интересна тематика, особено да речеме за фирми, што прво ми е најинтересен момент, бидејќи data science е насекаде. Јас сега го земам мојот телефон, отварам Instagram, како апликација што сме користеле можеби 5, 6, 10 години, и викам, окей, знаеме дека имаме веќе кратки видеа, се викаат Reels, нели, и отварам. И сега скролам, гледам што луѓето постираат, гледам кратки моменти на видеа или на слики или нешто да е. И јас со овој момент на отварање на мојот телефон, јас на некој алгоритам некаде го дадов мои податоци. Зошто? Јас на што кликам или моментално каде ми е застанат телефонот, јас каде тотално скролам, така,
Јас каде сум застанат и на кој пост или рил гледам, му кажува дека јас сум за тоа интерес. И Инстаграм или Фејсбук во позадина, што е, да речем, надлежна за Инстаграм, во секундата вика, поред, јас гледам дека ти имаш интерес за тоа и тоа, јас сега преку Data Science и преку твоите податоци што ти несвесно, не ги кажуваш, и твоите, да речем, патерни, јас знам што тебе те интересира и што ќе ти покажам. Што значи тоа за фирмата? Јас ќе гледам повеќе на неа, ќе гледам поинтересни работи за мене и повторно ќе гледам повеќе на неа и можат пополека да ми нудат, да речем, продукти, реклами, настани, места или што и да е друго во мој интерес, бидејќи знаат кој сум и како сум и зошто сум. И ако сум јас анонимен за нив законски, тие не знаат кој сум, како се викам или што сум, тие знаат што гледам. И тоа е еден огромен data science проект на голем скейл. Значи, доаѓаме на момент кај што милиарди луѓе, ако не се лажам, или стотици милиони, макар и веќе милиарди на Инстаграм има акаунти, секојдневно го прават тоа. Јас отворам мојот телефон и пишам на тастатурата, дали професионално или приватно, пишам реченица и знаеме дека наредниот збор ми окажува, ми вика ABV нареден збор. Или, не знам, I am on my way. Ми кажува веќе што јас сакам да кажам. Сега како се викаме, може тоа да го знае. Еден, да речем, еден предлог е дека едноставно јазикот е толку статичен, но друг и реален предлог е дека тие ја знаат што јас пишувам, бидејќи јас секој ден пишувам на телефонот, и знаат што зборови користам често еден друг, и знам како ја стигам до тој момент на што сакам да пренесам, и едноставно учат од методи од data science што јас наредно би сакал да кажам. И колку повеќе тоа го правиме, толку подобро станува самиот алгоритам. И тоа е возможно само од data science и ништо друго. Бидејќи тоа е толку уникатно поле во аспект на мокриност, за да донесе цел одлука или рекомендација, така што еден Netflix не е фирма за гледање серии. Netflix е во позадина фирма што работи само со податоци. И најголемите, да речем, вредности во тие фирми се токму тие податоци. А не дека јас имам The Office или имам друга серија. Туку тој во суштина момент на јас кликам на некое поле. Голем recommender систем се вика, така, што мене ми кажува дека јас знам да изгледам портфолио за човек и знам да изгледам да речем персона или да изгледам слика за човекот и знам точно што да му кажам него. Замислете колку има луѓе во светот и колку има пазари каде што тоа може да се искористи. Замислете дека јас влегувам во момент на маркетинг и знам точно што е најверојатно да се продаде. Сега за тие што малце се, да речем, не толку настроени кон капиталистички тематики, од друга страна, од друга перспектива, уште е многу интересен пример што мене ми е драг, има тотално по, да речем, човечки елемент на data science. Data science е полето што нас ни е возможни да работиме со многу тешки тематики во медицината, така што имам два баш интересни примери тука во медицина, така што секојдневен живот на човек се подобрува. Конкретно сум слушал предавање од некој научник пред 5-6 години, каде што направиле на нивниот апартман модел, тоест data science алгоритам или модел, што препознава најраната фаза на рак на бел дроб подобро од диагностичари. Подобро доктори специализирани за наоѓање на да кажам, странни тела на рентген снимки, што диагностицираат конкретно бели дробови, направија модел што работи подобро од нив. Што значи тоа? Тоа значи дека јас веќе налегувам во момент каде што човечкото знаење е до некој степен надминато од овие модели, од овие data science алгоритми и проекти. И јас можеби ќе спасам живот со тоа што ќе кажам ти имаш рак сега, а не за 5 дена кога веќе можеби пред 8 или 5 месеци. Така што тој момент на брзина, автоматизираност веќе се влегува, тоест навлегува во полење на човечки живот. Друга интересна тематика, тотално во науката и во биологија, конкретно молекуларна биологија, ден денес, тоест пред 2 или 1, можеби 3 години, не сум точно сигурен, имаше модел за откривање на нови лекови врз основа на како протеин има физичка структура. Сега што значи тоа? Тоа е поле, тоест конкретна ситуација каде што јас како човек или целото колективно знаење на полето не може да го реплицира рачно.
Но Data Science алгоритам со многу тренирање и многу податоци може да го постигне тоа што човечки невозможно. Така да дали вас ве интересира или повеќе ве мотивира полето на сакам да растам бизнис, сакам да напредувам полето или сакам да правам промени во светот, Data Science е буквално насекаде. И Data Science е буквално тој момент на учење активно на секој можен, во секоја можна смисла на зборот. Така да иако трендот расте, тоа значи дека времето за влез е токму сега. Бидејќи колку повеќе чекаме, толку повеќе полето станува сатурирано и толку потешко е да се измисли нова идеја или да се навлезе во нов, да кажам, проект или ново поле во однос на Data Science. Пример, карикирам биологија, хемија, физика, социологија, статистика заедно. Тука многу е релевантно дека додека расте тренд, растат и можностите. И замислете да вие сте на позиција каде што можете да го направите Facebook една година пред да постои. А сега ден денес тоа е веќе видено, така? Сега дури фирми како Facebook и Google ден денес се адаптираат да користат податоци. Најголема грешка на една голема фирма што мисли дека е распространета секаде е да игнорира податоците и моќта на Data Science. И тоа се има случајно во многу голем дел на примери за големи фирми и најголемите играчи во моментот буквално имаат цели спин-офи, цели поддепартмани дефинирани само за Data Science. Google има Google Brain, Facebook или Meta има Meta Research, Amazon не ме текнало точно како се викаше дали Labs или не, ама има цела подфирма во суштина само за работа со податоци. Така што веќе не станува дел од фирмата, туку станува сестра фирма на самата оригинална фирма. Каде што најголемите напредоци се прават баш во такви атмосфери каде што имаме конкретна цел. И буквално овие примери што ги кажав. Со Белдром е направено од факултет во Италија, од голем универзитет. Со протеините и со новите лекови направено од Google Brain или ако не се лажам дури од DeepMind со работка. Од Facebook се најдобрите лингвистички модели што ги користиме ние секојдневно за комуницирање со нас. Еден едноставен продукт како Grammarly, што ни кажува каде граматиката не е грешна во реченица, е овозможен само за Data Science и ништо друго. И тоа се веќе моменти каде што никоја друга замена не може да достигне таков резултат, без разлика дали станува за тешко или лесно поле. И како што се движи полето, тие да кажам најиницијални моменти на удар во полесни полења се повеќе се истражени и предизвикот е се повисоко и повисоко. За луѓе веќе во полето тоа е предизвик, бидејќи тие сакаат да научат и да речат во ред, јас ќе стигнем до највисокото поле иако веќе сум 10 години со искуство. За тие што сега бегуваат, многу е битно да знаат дека има премногу потенцијал за влез каде што не треба да имате 20 години и 3 докторати за да почнете да работите. Туку доволно е да имате знаење, мотивација и цел за да стигнете до тој момент. Така што трендот расте и како што баш пред многу свежо почетав една статија, The Rise and Rise of Data Science. Бидејќи најчесто такви статии се The Rise and Fall of Something. А ова е The Rise and Continuing Rise of Data Science. Така да ден денес ќе расте и ден денес ќе се развива полето. И ако сакате да направите промена или да се издиференцирате, баш моментално сега е тоа поле. Сега идеме до најударниот момент, да кажам, во целата тематика. Знаеме што е Data Science, знаеме кои се перспективите и проспектите, знаеме што може да очекуваме од аспект на динамика и знаеме се разбира како се движи светот кон тој Data Science data driven свет, како светот се движи баш кон data driven свет. И гледаме многу и утопии и дистопии и многу различни сценарија каде што тоа може да прогресира, ама сега време е за, да речем, индивидуално прашање. Што кажува тоа индивидуално прашање? Дали јас како поединец сум спремен за Data Science? Прво ќе ви кажам накратко како јас влегов во полето и како јас стигнав до свесна одлука дека сакам да работам Data Science и после ќе веќе навлеземе во малце по конкретни тематики. Ама мислам дека е интересна приказка за тоа дека мојата мотивација тотално беше неповрзана со Data Science пред тамо 90 години. Јас уште порано се бавев со програмирање, имав доста интересни, да кажам, тоест интереси во полето на Computer Science. Потоа, тотално спонтано и произволно наредав на курс за Data Science, што ме научи на основите. И ме научи на како во суштина од математика, програмирање и статистика, стигнуваме до модел што може да ме каже дали сликата има куче или маче. Тоа мене беше шокантно. Се викам, дали тоа е емулација или симулација на човечки мозок или мене ми звучи малце too good to be true. И реков ќе да злабочам малце повеќе, да видиме дали е, да кажам, се магла и огледала,
smoke and mirrors, во превод само лажење, или вистина има некака моќ. И како шучев во полето, сконтав дека има многу моменти на претекување на полење. И сватев дека, да, тоа е визија. Ние разликуваме графика и дизајн и фотографии и сите тие слоеви технички од чиста алгоритмска перспектива на Data Science модел. Јас лично, што беше моментот кога реков дека сакам да работам Data Science, беше кога сконтав, тоест кога разбрав, дека Data Science се користи во јазици. Јас многу сакам литература, многу сакам да читам и да пишувам. И кога разбрав дека во Data Science има цело подполе, токму кога што магистрирав, се вика обработка на природни јазици. Тоа значи дека ние, како Data Scientist, тоест NLP, Natural Language Processing Scientist, работиме на како јас да знам или да моделирам јазик. И како јас да извлечам знаење семантичко и граматичко од јазик. И јас се викав, вау, ова е буквално тоа што сакам. Инженеринг споено со јазици и со креативност. И така навлегов, да речеме, на пракси, така навлегов на академски студии и така на завршив, нели се разбира, кај што сум сега како буквално full-on data scientist. Во многу различни проекти се разбира, но NLP, тоест јазици, ми остануваат како најмотивирачката приказка. Сега, како јас да се адаптирам како data scientist? Јас како лично, како поединец, од која било позадина како да се адаптирам? Како што досега можеби ви хинтнав после многу повторување, не е битна позадината од каде што ние доаѓаме. Позадината од каде што ние доаѓаме како поединци, од каде што ние доаѓаме како индивидуи професионални, е добродојдена. Зошто? Бидејќи економист, програмер, инженер, лингвист, социолог, филолог, математичар, физичар, хемичар има бенефит од Data Science. Ако не сака да транзитира кариера, сепак јас можам да искористам како кој било, тоест која било позадина, да искористам елемент од Data Science за да подобрам мојата кариера, или кариерата, или проектот, или мојот интерес, или да креирам нешто ново. Јас лично дека сум држал во повеќе наврати сум работил, тоест со поединци што се од тотално различни полења. Конкретно додека правев магистерска, јас доаѓав од поле на алгоритми и математика позадина, но колешки и колеги доаѓа од електроинженеринг, значи хардвер, доаѓа од биомедицина, доаѓа од социологија и најинтересно за мене доаѓа од нутриционизам. И работев на проекти што буквално инкорпорираја елементи од јазик, биологија, метаболизам, физички инженеринг, сензори мислете, и математика за Data Science. Сите тие полиња заедно доведуваат до еден проект или доведуваат до низа проекти што веќе не се во едно поле. Како што кажуваме, тие се интердисциплинарни. Тие удираат на повеќе моменти и на повеќе полиња, така што веќе стигнуваме на момент кај што и елемент од Data Science ќе помогне мене да стигнам до мојата цел, а не да речам сега сум економист, утре сум Data Scientist. Тоа е можно и ако некој сака страшно многу го поддржувам да смени кариера, но и да ви е целта вие да не смените кариера, сепак имате огромен бенефит од тоа. Се разбира секое поле, како што кажам, без разлика дали станува збор на напредно, на стара поле како историчар, има елемент од Data Science. И може да има, и ние треба да сме тие што ќе движиме да има се повеќе податоци, тоест информации и одлуки донесени од реални податоци во овој свет, а не од интуиција што може да се разбира грешно, или од, да речам, некој експерт кажал тоа и тоа, кога реалната слика е тотално поинаква. И се движиме кон многу пообјективна и кон многу по-реална вистина во светот, заради тоа што се што правиме и се што генерираме како одлука се мери, а не едноставно веруваме тој знае. Туку имаме патерни, статистики, методи и експерти што заедно продуцираат нешто поголемо од сумата на сите нив заедно. Конкретно, бидејќи се ова е за академијата, нели, вебинар и речем отворен ден, сум држал досега повеќе пати на академија и проекти и machine learning и полиња што се малку инженерски. И најинтересен момент од сите овие ми е да прашам на почетокот секој што ден по еден, која ти е позадината и која мислиш дека ти е целта. И која ти е позадината, секогаш слушам. Јас сум економист. Јас сум инженер со 10 години искуство. Јас сум статистичар што работи веќе во влада. Јас сум биолог, јас сум студент на факултет математика, на програмирање, на ПМФ, на кој било факултет. И јас сакам да се напреднам и да добијам многу подобро знаење. Така што тој чекор, да кажам, leap of faith, каде што јас ќе речам да, ова е за мене,
се прави баш во тој момент каде што одлучувам дека ќе кажам сакам да научам нешто повеќе што ќе ме направи спремен за многу поинтересна и подинамична кариера. И сите тие позадини што ги слушам, ми се многу мили него што да слушам, тоа само да предавам и да кажам дека да, ова е data science, влезете во полето, учите математика и ќе бидете супер. Туку баш напротив им давам мотивација, тоа се надевам дека им давам мотивација, бидејќи се разбира, не можам да кажам тоа како факт, се надевам дека ги мотивирам да го прво и основно прошират нивното знаење во полето и да видат сите можности што и тие не ги не размислиле бидејќи не биле вовлезени во полето. Така да се разбира, позадините се секогаш добродојдени и баш даваат динамика и отварат нови врати кон иднината и кон дури работи што можеби светот веќе не ги видел. Така да тука јас страшно да речам поддржувам и мотивирам да во кој било поле вие навлезете или се обидете да вметнете момент на data science. И едва чекам да ги слушнам вашите прашања што ги имате и едва чекам да слушнам што имате да кажам, што конкретно ве мисли или што конкретно ви е интересно или што конкретно ви е да речем страв од самото поле data science. Ви благодарам многу на досегашното внимание. Милијам. Супер, Горјан. Веќе има неколку прашања на Интерапт. Уште еднаш за тие што влеговте малку подоцна, има линк во чат каде што може да ги поставите сите прашања, сега го испратам уште еднаш. Во меѓувреме за сите кои што со ова што го чувте денес од Горјан ве донесе чекор поблиску до тоа да донесете заклучок дека data science би била вистинската кариера за вас, ве охрабрувам да ја последите веб страната на Академијата за Data Science. Сега ќе ви испратам линк во чат и за тоа каде што може да прочитате повеќе за програмата, за инструкторите, реалните проекти и така натаму. Уписите траа до 15 октомври, имаме уште 7 слободни места за групата, така што побрзо аплицирате, можете со време да си почнете и со подготвителната програма, така што линкот е во чат, сите кои сакате да продолжите понатаму, пополнете форма и ќе имате информативен разговор за да чуете повеќе околу самата академија. Сет дед може да преминеме на прашањата кои што ги имаме. Горен, може направам јас шер. Супер. Само да прекинем тука, стоп шер. Океј, дали се гледа убаво или треба да направам малку зум? Мислам дека вака е океј. Супер. Добро. Одиме од најдолу, од Бобан Јаневски. Прашањето е колку реално е тешко да се смени од една кариера во data science, колку време бара дневно или неделно? Благодарам. Океј. Колку време е многу релативно прашање на што знаете во однос на data science и позадината која ви е. Но генерално сметам дека со активно изучување на полето година дена е веќе многу да речеме reasonable или прифатливо време за кое што може да се премени во data science. Се разбира, неделно зависи од вас колку имате време да посветите и колку сте мотивирани. Колку повеќе, толку побрзо и подобро за вас. Од мој аспект, јас секогаш препорачувам сат или два на ден, секој ден да се учи нешто во полето, или ако сакате на да речеме етапи, неколку сати на секој втор ден, би било генерално доволно врз основа на вашиот стил на учење. Сега ако знаете математика ќе валесни, ако знаете програмирање ќе валесни, или ако што било друго знаете во полето, ќе биде многу да кажам лесно за вас. Ама година дена мислам дека е многу добро момент за од нула до јуниор. Така што за тотално влегување од дена во друга кариера е тука. Супер. Одиме на следното прашање од Кирил Кујунџиев. Прашањето е што мислиш за распространетоста на data science кариерата во Македонија? Дали фирмите / компаниите во Македонија се добро запознаени со кариерата или уште ќе расте? Во Македонија е многу интересна ситуација, бидејќи јас магистрирав во Словенија и се вратив таму тука. Македонија е многу интересна ситуација, бидејќи има распространетост за data scientists, ама е мало поле во однос на, да речем, сеньори. Така што секогаш има, да речем, се повеќе и повеќе мотивација за некој да влезе во полето и има веќе цели фирми што работат само data science. Бараме со 50-60 работени што буквално работат само data science, а не проект во фирма. Иако многу голем дел од фирмите што се веќе со 100 плюс работени имаат секогаш барем 1 до 2 тима што работат на data science. Така да дали вие ќе најдете работа во data science како
data scientist или ќе влезете во фирма како девелопери и ќе работите на data science е релативно, ама мислам дека во Македонија има добар раст, има добра распространеност, ама има многу повеќе потенцијал за раст. Така да мислам дека е дури подобро време од на глобален пазар да се влезе во data science. Ако сега се влезе, баш еден експерт вреди многу повеќе него што експерт во други полиња. Од и на 5 фирми наеднаш му треба баш тој. Така да е баш добар момент за влегување во таа крива на да речем на засетување. Супер. Александра Мишева прашува, бидејќи Вилијам спомна дека си инструктор на академијата, ме интересира дали се работи практично на тоа што се предава. Работи практично, дури пола времето би кажал на моите модули што сум ги држал се практични, така што ако имаме X сати предавање, имаме X сати активни вежби домашни. Дури повеќе би рекол дека работиме практично него што теорија, иако теоријата е битна, имаме премногу моменти на практичност. До степен каде што на крајот на самата академија имаме цел курс од 4-5 недели, каде што работиме само на проект, без никакво предавање. И тој проект не е проект што ќе го најдеме на Google или ќе ни каже кој било, туку проект со клиенти, проект со експерти во други полиња и се разбира со инструкторите и се разбира локалните експерти, data scientists како ментори. Така да се работи многу практично и целта е вие да може да излезете од академијата и да речете јас знам, јас имам проект за во портфолио, јас ово го правев. И да имате LinkedIn на GitHub или кај да е, кај што ќе кажете ова јас или го правев сам, или ако е групна работа го правев во група заедно. И нека може да види тоа и да каже да, не е само празен збор тоа што го кажуваш. Океј, Игослава прашува дали на академијата ќе ги научиме сите 4 подкатегории на кариери. Имплицитно да, повеќе подкатегории се, тие се 4-те најиздиференцирани моментално, ама да, ќе учиме се, бидејќи од најосновен аспект се почнува на математика, на програмирање на бази на патоци, кај што учиме инженеринг, па теорија со линарна алгебра, тоа е конкретно математиката што треба да се учи, и статистика, па машин лернинг, кај што сите тие работи се споени заедно, на крајот big data и проект. Така да буквално ќе добиете знаење од сите елементи и после според тоа може да видите што најмногу ве интересира и што најмногу ве лежи на вас како индивидуа и професионалец, за да се издиференцирате и да продолжите во тоа поле. Така да се учи од се, да речам добар дел, но се разбира дури и учиме и анализа како Power BI. Така да сите тие, да кажам, тематики се допрени и раздлабочени до некој момент. Супер, ме радува што има доста прашања, слободно поставувајте се што имате, ќе се приближуваме кон 9:30, меѓутоа ќе останеме плюс сите прашања да ги одговориме, така што go and shoot. На Катерина најверојатно се допаднало многу предавањето, прашува кој модул ќе ни го предавате? До сега држав јас machine learning неколку пати како модул и држав еднаш и менторство како проект. Така да јас реално тие најверојатно е дека да ги држам тие, ама доколку има, да речем, момент, интерес или динамика, би држал во суштина и Python, и статистика, и алгебра, и сите тие работи што се поврзани на тоа. Ама најверојатно machine learning и проект активно. Тие се два конкретни модули. Океј. Хенрик, според твое мислење, дали моментално Македонија е на добар пат за развој на data science? Пазок во Македонија дефинитивно да. Како држава не би рекол дека во државни институции се уште е тоа навлезено, иако тоа е реално ретко во која било држава, ама во полето на индустрија дефинитивно да. Во истражување има добри проекти во факултетите, ама се релативно лимитирани. Така да за академија би препорачал странство, ако сакаме да станеме докторанти и да продолжиме со предавања, ама по друга страна за индустрија мислам дека тука има многу голем потенцијал на влегување во прав момент за добар раст. Ана прашува дали има детерминирање во однос на годишната возраст за да може да се работи како data scientist. Јас мислам дека возраста не е толку релевантна, дури би рекол дека помалку релевантна од други полиња, бидејќи најчеста позадина на data scientists се физика, математика, статистика, јазик, биологија, така што колеги мои што ги знам дипломирале биологија, магистрирале data science или докторирале data science. Така да возраста не е нешто многу релевантна. Се разбира порано ако почнеме подобро, ама сите најголеми научници никогаш не биле data scientist како по кариера, биле физичари, математичари, што било друго, така да сметам дека ако чакаме уште една година, ќе биде една година постари, ама нема да знаеме data science. Така да ако почнеме сега за една година и ќе бидеме постари една година и ќе знаеме малку data science. Ако тоа мислам дека одговарам прашањето.
Супер фан факт, знам веќе студент на академијата кој што е 19-20 години, чисто како интересен факт. Одиме на прашањето од Југослава, дали е потребно познавање на англиски јазик за да се почне со учење на data science? Дефинитивно да. Ова е едно работите од реалностите за жал, заради тоа што англискиот јазик е толку распространет и нема да најдете добра замена за литература за data science, до степен каде што пред 30 години литературата за програмирање беше лоша, сега за data scientist е така. Така да англискиот јазик е според мене императив, но не значи дека треба ние да знаеме ниво C2 оксфордски англиски за да можеме право да предаваме во Велика Британија, туку треба да имаме основно познавање од или добро конверзационално, како се вика, конверзационално, тоест разговорно познавање од англиски јазик за да можеме да се осеќаме комфортни со дискусија. Бидејќи најчесто ќе се зборува на англиски во макар и во македонски тим, има моменти клиенти кај што треба комуникација со англиски. Супер. Прашање од Слободанка, ваше мислење за работа data science како фриленс? Од моје лично искуство фантастична. Покрај работата што имам, работам и како фриленсер на моменти кога буквално имам помала поборувачка на работа, иако е full time 9 to 5, сепак јас имам време да поработам. И значи работам проекти што се интересни и поврзани со мојот личен домен, пример јазици. И викам, окей, јазиците се моја страст, на работа, пример, не работам моментално јазици, за да ми е интересно ќе работам 2 сати на ден фрилансинг баш во јазици, во data science, нели, во обработка на природни јазици. Така да моја лично искуство е многу добро и моментално кога што работам сум официјално фрилансер, иако е таква друга динамика, ама да, е генерално добро, дури подобро од софтвер, бидејќи секој може да научи софтвер и да каже дека знае, data science е многу потешко да се докажеш од аспект на тоа дека сум јас your top choice. Така да дефинитивно е профитабилно поле како фрилансер. Супер. Следното прашање од Снежана, дали по курсот се добива меѓународно признат сертификат? Јас можам да го земам па да ме дополниш ако имаш нешто плюс. Одговорот е да, бидејќи Brainster Next е акредитирана високообразовна институција. На крајот на академијата добивате сертификат од Brainster, еден од Brainster Next, така што секаде е признат меѓународно тој сертификат. Јас мислам само да дополнам една мала работа. Веќе мислам 4 држави се или 5 држави инволвирани со акредитации и академии и сите тие работи, така да веќе и група како што сум држал јас меѓународна. Така да една група како што сум држал била буквално била од 5-6 националности заедно. Така да мислам дека е добро момент. Супер. И последното прашање што го имаме на Интерапт од Александар, за почеток каков компјутер е добар? Тој што го имаш. Се разбира, има моменти кај што ќе треба последна машина, но ден денес има толку многу cloud опции и онлайн опции за машинско учење и за data science, кај што веќе можам во кој било момент да речем работам data science и сум да речем онлайн тотално, така да со многу мали пари, со многу мали ангажмани се добива пристап до такви ресурси. Ама за персонално тоа што го имаш, тоа е што ти треба. И како што се развиваш, во поедината може да ќе треба Винаков, ама бариерата не постои. Така да и да работите на наједноставен, ќе имате доволно учење да стигнете до момент кога што ќе ви треба компјутер од каде ќе мине 500 евра. Ама не е никаква бариера за влез, што мислам дека е прашањето. Супер, согласувам. Имаме 2 прашања на четот, наверојатно имале некаков проблем да пристапат. Првото е од Албан. Кој левел на кодирање треба да го имаш за кариера во data science? Академијата почнува од нула, така да академијата почнува од почеток, од ништо до момент на кодирање. Така да ако знаете, имате некој претходно знаење, многу ќе лесни, ама не е императив да знаете бидејќи Python е многу лесен јазик за учење и во суштина вие би развиле дури и малце програмерски да речем знаења во тој момент за Python. Така да мислам дека е скроз во ред да почнете од нула. Се разбира. Ако имате малце знаење, окей, ама не е императив за да речем сега морам да знам прво 5 години програмер да сум за да учам data science. Така да и тоа не е бариера. Супер. И Благој, доколку си запознаен со Блаже Коневски проектот, Благој бара мислење. Дали имаш коментар за NLP? Ако не NLP? се лажам, станува збор за генерирање на поезија во стил на, тоест текст или поезија или што иде во стил на Блаже Коневски. Тоа е многу интересна тематика и баш ми мило што ме прашуваш. Ради тоа што мислам дека ова примена е едно од најинтересните. Станува збор за генерирање на слики или станува слики, извини, на текст,
врз основа на како Павел Жуковски е пишал во историјата. И тоа е многу интересно бидејќи така дознаваме што во суштина е неговиот стил. И многу лично ги знам дел од тимот што работеле на тоа, дел се студенти, дел се студенти мои што беа мои колеги. Така што веќе навлегуваме во полето на уметност, дури има моменти, не знам дали сте чуле за Дали или други такви моменти, ја пишам како се пишува DALLE, стотичка треба ќе извини, каде што генерира слики од текст или генерира стил од слика во друг стил на некој уметник. Така да мислам дека дури во уметноста веќе на некој вид на data science ренесанс влегуваме, каде што се повеќе работи се случува на да речам креативен момент во data science. И мислам дека тоа е многу интересна тематика. Бидејќи тоа може да вака изгледа како да не е применливо во реален свет, иако интересно, ама мислам дека е многу интересно дека тоа може да се користи дури за парсирање на правен текст или на легален текст, така да е веќе интересна тематика со практични примени, иако иницијалната замисла е уметност, што мене многу ме бендисува. Супер, окей. Ако имате уште некој прашање плюс, слободно поставете, ќе почекаме минутка 2. Ако не може да привршуваме. Гледам дека има прашања за часови, Вилјам, Добро, окей. Дали имате опција за онлайн часови? Вака, значи сите академии се онлайн, баш поради тоа и кои се предностите. Најпрво, значи часовите се снимени, студенти од сите градови може да присуствуваат, независно дали се од Скопје или од кој било град на Македонија. Имате комплетна платформа каде што се прикачуваат часовите заедно со вежби, еден куп други опции за геймификација на самата програма, така што одговорот е да. Онлайн се часовите, со тоа што имате и снимка доколку не сте во можност да присуствувате на лайв часот, да ја изгледате после часот. Океј, ќе направам овде стопшер, ако стигне некој прашање во меѓувреме ќе го прочитаме. Мене беше топ целиот настан, супер предавање, Горијан, супер engagement, фалови на сите што поставивте прашање. Се надеваме дека ви ги одговоривме соодветно. Ако има нешто плюс, пишувајте ни на мејл, го имате мојот мејл, се ќе биде испратено до Горијан. Гледам неколку од вас аплодираат во чат, тенки од мене и од Горијан. Уште еднаш сите што сакате да продолжите понатаму, го имате линкот во чат од веб страната на Академијата за Data Science, ќе го испратам сега пак за да имате клик и би му дал завршен збор на Горијан да го затвори овој настан. Прво јавно фала ви многу на сите за интересаноста. Фала ви многу за ангажманот, фала ви многу за присуството. Се надам дека дело да се гледам на академиите и се надам дека за 1-2-3 години ќе слушам некој ме познато во интересно место во светот, во Data Science, дали академија или не академија, индустрија или заедно, па се надам дека ќе има мотивација да се подобри дури работи што мислите дека може да се подобрат и дека ќе имаме многу позитивен исход од целата, да речем, тематика. Фала ви многу уште еднаш на сите. Супер. Се надам дека со што поголем број од вас се гледаме на академијата. Фала ви уште еднаш за присуството и имајте убав остаток од вечерта. Чао, чао. Слушаме, чао.